Здраво на сите, чест ми е што сум овде токму во ова место. Морам да кажам дека пред доста време на оваа сцена бев со Хајан Салмани, еден човек кој што навистина лично многу ми значи и ми остави мене лично белег и инспирација. И баш ми е чест што сега ќе продолжам и од таа мера би сакала чисто да си го поздравам. Се надам каде и да е, не гледа и не охрабрува и ќе не инспирира и понатаму, особено за технологијата. Меѓутоа, тука сум за една тема што ми е прилично при срце, а тоа се вика како со иновација и технологија да сме похумани и почовечни. Габриела кажа многу клучни работи, што искрено и мене како родител ме загрижуваат во некои аспекти. Меѓутоа, јас сум тука да ве инспирирам и да ви ги кажам позитивните работи. Покрај долгото CV, основата за мене е дека сум многу љубопитна, многу сакам технологија и целовремено истражувам. Може да се каже дека подочинците ми се поради тоа, меѓутоа стварно во овие 30 минути ќе гледам навистина да ви дадам еден инсайт на интересни новитети. Може би некои веќе ги знаете, може би некои не, меѓутоа чисто да ви отворат перспективи и ако од ова предавање излезете инспирирани дополнително и сакате да проверите уште неколку новитети, тогаш јас сум ја исполнила мојата мисија. Одиме на следно. Имам јас пред да почнеме едно прашање до вас. Во момент да нешто не знаете и сакате да проверите или да пресрчате, што е првото, која алатка прва ќе искористите? Google или ChatGPT? Може ли да кренете раце прво нешто што ќе ви текне, прво нешто што интуитивно ви доаѓа сега во овој момент? Ако треба нешто да то знаете, а во моментот можеби не може да одговорите. Како? ChatGPT? Ајде да видиме раце за Google. Тоа ви е првото? ChatGPT? AI? Добро. Океј. Ни требаат и двата. И двете audiences ни требаат, затоа што ќе видите колку е битно да ги проверуваме информациите, не е се нели разбаза, меѓутоа ми беше битно да видиме како се променуваат навиките. Прво нешто, ако ве прашав пред 5 години, сигурно ќе беше Google, немаше некој сигурно да одговори AI. Меѓутоа сега, дефинитивно, ќе видите и во иднина, скоро сите ќе кренат рака за ChatGPT. Нема никој што не користи. Дури до тој степен да моменти кај што ви се битни, не знам, детето ве прашува, еј мама како летаат авионите, еј ова како се случува, вас одма нема да ви текне да подразмислите, туку природно ќе ви текне да пробате исто како калкулаторот, така на телефон. Претпоставам дека ако сте биле добри математика, со исклучок на мојот сопруг што се уште го прави тоа природно со неговата интелигенција, јас природно дури да треба да пресметам години на некој која возраста, ми доаѓа со калкулатор да го правам тоа. Природно е тоа да се менуваат овие навики. Да, го поминавме ова, дефинитивно тука мислам дека победи Google, ама ќе видите како се променуваат работите со ChatGPT. Ајде да почнеме со иновации во нашите домови. Автоматизација на домовите. Јас сега почнаа многу трендови со Airbnb станови и дури има промоција и овој стане автоматизиран целосно, го има овој Google Home, го има Amazon, Apple. Кај нас за жал повеќе се користи Google од Apple, меѓутоа дефинитивно ова се иновациите што според мене мислам дека многу работи променуваат. Ако порано вие сте кажувале Siri, кажи ми го ова и ова, веќе нема потреба да се најавува. Доволно е самиот home appliance, извинете ќе користам англицизми по навика, доволно е самиот home appliance во моментот да ве види дека вие нешто се прашувате, бидејќи со AI поврзано работи на алгоритми и ваши патерни, и во тој момент во исто време да ве надополни. Значи баш функционира како без да има потреба вие да срчате. Значи до тој степен да вас комплетно ви ги разбира навиките, бидејќи нормално ви ги следи патерните и потребите и самото предвидува. Што значи тоа? Значи јас влегувам дома, уморна сум, немам јадење, треба да направам храна за цело семејство, треба да сработам 300 работи, жена, нели сакаме да постигнеме се. И доаѓам дома и во тој момент мене уредот, наместо да му кажам Siri направи го тоа, Siri пушти ми ваква музика, точно во тој момент ми пушта музика, кај што знае дека ќе ме релаксира, ќе ме мотивира да готвам. И заедно со другите апарати дома успеваме да средуваме и ми прави атмосфера, ми ја подесува светлината на ниво кај што мене ми е потребно за да работам во тој момент ако треба да работам, или ако треба да се одморам, ми прави атмосфера до тој степен да јас многу подобро и психолошки се осеќам за да можам нели да се релаксирам и да се заспиам во тој момент.
Се надам дека тука нема да заспиеме и дека светлото ќе се зголеми за да, нели, функционира. Меѓутоа ова е еден од начините што мислам дека и како ќе го промени нашиот дом и во иднина. Ако порано сте се плашале, дали ја исклучив пеглата и сте се враќале повеќе пати, денеска нема потреба, затоа што знаете дека точно нема се кога излегувате се е исклучено, заштедувате струја, заштедувате енергија, заштедувате, нели, вашиот фокус оди на нешто кој што навистина треба, наместо да е, нели, некој вид на анксиозност, дали сме завршиле се дома, дали сме оставиле. Ова е еден многу интересен робот, што во моментов е достапен во Лондон, Англија и не е толку скап искрено да се купи, околу 9000 евра, долари или фунти, извинете. И ова е на некој начин заменува најдобриот шеф во светот. И вие, ако сакате, може да се инвестирате во ова, си го купите и рецепти врз база на вашата баба, сопруга, било кој да сакате, значи може да ви го направи рецептот баш како што сте сакале и да ве потсети на носталгични денови од минатото. Или да ви направи Мишелин стар оброци секој ден, да види како се храни вашето семејство, зависно не знам колку луѓе имате се останато и точно ги прати вашите навики и си готви за вас наместо, нели, вие. За мен ова многу интересен елемент каде што пример некој ако има потреба да посвети повеќе и сака да посвети повеќе време со своето семејство, може едноставно да го користи овој робот и да си функционира. Ова веќе функционално. Не станува збор за станува збор само како подобро ова ќе станува во иднина. Значи колку технологијата оди до тој степен да сите обврски што можеби некогаш не биле ајде речеме обврска во вистински смисол на зборот, стануваат елемент на уживање, кај што вие го имате врвното искуство и во вашиот дом. И сега идеме на следно. Имате роботи каде што веќе во Кина комотно ви носат и достави. Не знам колку од вас може да кренете, колку од вас се задоволни од доставите во Македонија. Јас да ви кажам, од скоро сите не сум задоволна, затоа што морам со секого да се расправам, прво дали ќе ми стигнат на време, па мене ми викаат и фрустрирано кога ќе стигнам. И секогаш сум си викала, леле човече, зашто луѓето што работат достава не се избрани соодветно за да се услужливи, пошто основата на продуктот ви е најдобар продукт денеска да сработите, ако финалниот емотивен момент не е убав, кај што нели некој ви го дава и ви имате елемент на изненадување, целокупното искуство за продуктот вас ви се губи, а вие толку се трудите за тоа. Ова се решава денеска со роботи каде што точно си доаѓаат на лице место, дури ви кажуваат песничка, значи може слободно да ви го направат искуството незаборавно и таквите непотребни доставувачи што можеби биле изфрустрирани во тој момент се заменуваат. И ова е феноменално нешто, меѓутоа имате моменти каде што комотно роботите денеска можат најпрецизно се да завршат до тој степен да најдоброто кафе како што вие го посакувате ви го прават во исти момент и слично. И ова е слика од пред 2 години, значи само може да мислите колку е подобран овој робот. Имаме следно, колку од вас користат наочари? Супер. Колку од вас имаат проблем со диоптрија? Јас имам. И мене најголем проблем ми е кога шетам во или истражувам некоја околина, друго е нели кога одиме во околина кај што знаеме и малце мозокот нели природно си ги прати сите патерни, дури не приметува што прави, од што е навикнат. Меѓутоа што се случува истражувате нова околина. Ray-Ban и Meta имаат ситуација каде што со овие наочари што се многу достапни неку, околу $300 и $100 е обвивката каде што се полнат тие наочари. Во исто време на очарите, ако гледаат дека ноќно време, се затемнуваат очилата, се приспособуваат на вашиот диоптер и вие немате потреба од 4-5 пара наочари во тачна, доволно ви е само истиот. Во исто време може да снима лайвстрим и во исто време може комотно да ве слика со 12 пиксели. Значи со збориме станува збор колку подобро ќе биде и во исто време може да ви пушта музика според вашето расположение. Значи има сензор кај што го детектира тоа и може комотно да се приспособи на вашиот муд. И да не зборам само тоа, ова е сега веќе достапно уште пред неколку месеци, а колку само се подобрува и колку само понатаму ќе се развива во тој степен да вие сите моменти најбитни ако треба, нели, ако имате семејство, може да ги поминете, да го снимате целиот тој процес
Има сега други аспекти што се нели поврзани со снимањето, дека може и приватноста да се загрозува, меѓутоа има начини како да се подесат со AI идентификатор и да се модификува. Меѓутоа технологијата оди до тој степен да вие кога истражувате дури на крајот вашето патување може да ви помогне ако сте во Кина да ви преведува во исто време што ви зборат луѓето и понатамо дури со екран кон вас со холограмски екран, искрено кажано, значи да ви каже што се случува, да ви ги преведе работите и дури да ви каже што гледате пред вас и слично. Значи може комотно да види, пример ако имате одредено овоше што никогаш во животот не сте го сретнале, може да прашате, што е ова? И он одма да ви каже, ова е тоа овоше, за тоа се користи слично. Значи може да замени тургајдс, значи туристички водичи, може да замени преведувачи, во исто време симултано да преведува. Стварно е феноменален продукт што постои веќе. Меѓутоа технологијата, на страна од овие интересни иновации кои што ни заменуваат обврски, технологијата се користи за решавање на општествени предизвици. Едно од тие е борба против сиромаштво и глад. Значи во исто време може AI да детектира каде, кои райони се најкритични за да се постават одредени shelters, за да може луѓе да доаѓаат и да се хранат. Во случај кај што ресторан има повеќе храна направено, може во тој момент да детектира од тоа е најблиската локација до оваа локација, како таа храна што е вишок да се даде и да не се фрла. Се заштедува на храната, не се фрла храната, не се, нели? И во исто време храниме луѓе на кои што им е најпотребно или се социјално загрозени. Во анализа на распределба на податоци. Значи, со дата е нешто што е толку симултарно бидејќи вештачката интелигенција се храни врз база на податоците и најдобро ги обработува. Доколку ние ги даваме тие податоци на вештачката интелигенција, таа мошна точно ќе ги определи. Денеска имаме земји во ширум целиот свет каде што со AI асистенти точно можат во било кој момент да следат параметри и раст. Пример, конкретно дури во Македонија го имаме ова инаку, каде што може комотно општина Тетово со AI асистент да се прати што се случува, градоначалникот известувањето да не мора да го прави сам, туку буквално податоците ги влече од извештаите со хранење на информации од самата општина и во исто време може да се следи се директно без никакви пренатрупување на документации и со време да се реагира на ситуација ако има потреба. Значи нема потреба толку да се троши време веќе на собирање на архива и се останато. Препознавање и спречување на семејно насилство. Значи веќе UN Women работи со Spotlight Initiative, каде што со помош на вештачката интелигенција успева благовремено да спречи ситуации кои што се детектирани врз базирани патерни и предвидувања, колку често биле повици направени и слично. Значи точно вештачката интелигенција може да предвиди каде треба да се спречи ситуација, дали со цел да не се случи нешто страшно. Еколошки предизвици. Сведоци сме на голем број временски непогоди, особено со затоплувањето сега што се случува, значи многу работи некогаш искрено земјотреси слични работи може да се предвидат многу со време, ако соодветно се прати. Со помош на вештачката интелигенција на одредени информации од типот сега веќе има и дронови каде што може скомотно да следат целата ситуација во било кој време да детектираат податоци и да реагираат алармантно со време и да заштедат 4 часа до 15 минути каде што може навремено да се алармира целото население во таа област каде што може да се случи елементарна непогода и во тој момент ова што се случува. Значи имаме вештачка интелигенција што успева да спречи навремено елементарни непогоди, а со тоа и повредени. Така, значи навремено да се реагира. И се со помош на оваа интелигенција. И што се случува кога оваа вештачка интелигенција соодветно ќе се користи? Токму тоа, луѓето и повредите ќе се намалат. И имаме елементи каде што веќе имаме и продукти со вештачка интелигенција, каде што успеваат во исто време веќе се пуштени, каде што успеваат самото отпад фрлен во вода, отпад на улица, да го селектираат тоа ѓубре, да го пренаменат, значи буквално се само движечки роботи кои што во моментот буквално прочистуваат цело време. Сега ова треба време и ова веќе функционира во Сингапур и делови од Америка. За Македонија ќе потрае, затоа мора малку да расте хуманоста на повисоко ниво, за да додека дојде овој изум кај нас, нели, успееме да го идентираме. Замислете една ситуација каде што не знам колку од вас колку пати требало да полагаат паднале на возачки испит. Не знам дали од вас еднаш барам кој од вас паднал еднаш барам?
мислам дека интерно меѓу нас во Македонија, ако не паднеш 3 пати, тешко е дека, нели. Меѓутоа, идејата на ваквите коли самовозечки е да намали стрес, да намали непотребна гужва во сообраќај и да намали загадување. И ова што се случило, од една едноставна идеја, денеска имаме коли кои што се на електрична енергија. Сега веќе имаме интересни изуми каде што и на соларна енергија се полнат овие автомобили и заштедуваме и ја штитиме природата, меѓутоа заштитуваме и ние емотивно и психолошки. И да не зборам тоа дека намалуваме на сообраќај. Не знам колку од вас, ама особено сега кога и да поминам никаде, навистина има многу голем број на фрустрирани возачи, кои што ако возите по прв пат или не сте возеле, тешко вас. Значи тоа треба, дури искрено кажано, јас имав другарка, каде што мојата другарка ја учеше со тоа што 90% од времето додека возеше, он ни викаше пцовки и кажуваше. И тоа беше учењето. И јас викам, што се случува? Ама тоа е едноставно, така функционира во моментот нашиот сообраќај и он ја спремаше за реални ситуации. Ова спречува стрес, анксиозност и едноставно уживате во возењето. Значи може да гледате во природата, да слушате како пеат птиците или евентуално да се сослушнете со семејството, да учите нешто ново во кола и слично. Ова во моментот се случува во Сан Франциско. Има самовозечки такси возила и со така и во Сингапур, каде што можете вие да се качите, си ја кажувате дестинацијата, значи има еден екран и во моментот ве вози било каде да сакате, без никаков проблем вие стигате на време. Точното време ви го кажува и вие кога каснете, нормално ќе знаете дека каснете ќе најавите со време. Значи нема стрес, уживате во возењето. Ова е според мене вау, за мене конкретно јас како човек што не сака толку гужви возења, стресови, ова за мене е измислено. Дали некогаш сте отишле да ви земат крв и раката ви била 3 пати подуена, да не речем со мудрица? Ова веќе не се случува, затоа што имате робот кој што буквално во моментот многу болници го воведуваат и ви зема крв, точно ви ја сканира раката, ви прави каде имате најмногу доток на крв, ви зема соодветно крв без да имате оштетување или след останато. Ова се случува. Моментот е дека ова е интересно, значи Neuralink, не знам колку од вас сте слушнале за Елон Маск за Neuralink? Супер. Добро, окей. Што се случува? Значи, луѓе кои што имаат проблеми или одредени disabilities, имаат ситуација каде што со помош на овој дел што се прикачува, нели, како дел од мозокот, успеваат без никакво движење и покрет на рака, само со размислување да помрднат предмети, да направат одредени действија. И ова е според мене феноменално, особено за денес, особено за луѓе кои што не можат да се движат со раце, со ноза, кај што може комотно ова да им го надополни животот во насока на подобрување. И ова е можеби на моменти малце и страшно од аспект гледа што може да се прави со како може, нели, вештачката интелигенција нашиот ум да го контролира индиректно, меѓутоа има многу позитивни аспекти за тоа што секој човек денеска може да има пристап до ваков еден изум каде што може комотно вашиот мозок како да се осеќа да ви го прати и навремено да ви детектира предизвици. Ова спречува мозочни удари, ова спречува и многу здравствени предизвици што можат, нели, да настанат ако не ги имаме правите сензори. Здравствени предизвици, значи не знам, за жал многу често има заболени. Во последно време, не сакам да спомнам колку луѓе знам, меѓутоа што се случува со вештачката интелигенција? Со нејзе успеваме да имаме Google DeepMind Health или PAD AI, каде што се прави диагноза посигурна од преглед на најдобрите доктори. Значи во исто време во било кој момент може да ви прати информација за ситуацијата и во тој момент одма со самиот резултат одма да ви даде и совет. Во било кое време може вие да се советувате со доктор кој што навистина ќе ви помогне без да чекате, без да имате фрустрации, без да имате благокажано врски, така, за да најдете некој за да ви помогне. И ова е нешто што мислам дека е многу фасцинантно и тука гледам огромен исчекор во вештачката интелигенција за тоа што дури, не знам дали дури кај менталното здравје, ќе ви покажам после останата слика, има огромен чекор напред за тоа што навистина може да со тие научари, со тие сензори, значи да предвиди одредени работи.
Имаме ситуација каде што по одредена анализа со помош на вештачката интелигенција точно може да се предвиди каков тип на предизвик или болест ќе се случи. Сите знаеме дека со текот на старењето одредени болести, што се викаат старосни болести, се случуваат. Кај некој порано, кај некој подоцна, зависно од неговата генетска предиспозиција и околината каде што се наоѓа и начинот на живеењето, така се случуваат одредени промени. Па со помош на вештачката интелигенција може точно 4 години претходно да вие предвидите дали ќе имате рак на дојка. И тоа е веќе докажано. Значи точно може наместо, не знам, ако сте девојка, нели обично се, ако имате поголем ризик, треба на секои 6 месеци да правите испитување, па нема потреба со ова. Значи доволно еднаш да направите, ги имате параметрите каде што точно може да предвидат и да ви дадат насоки како да го превенирате тоа. Нема ништо подобро од ова според мене со најновата технологија. Предноста е дека можете навремено да изреагирате. Исто како нели одредени движења, начини на движење, што може точно да видите како, не знам каде ли сте биле кај ортопед, меѓутоа најновите модели се да вие кога ќе стапнете точно знае, окей, ако јас се движам искривено на оваа страна, ќе се појави деформитет на таа страна. Како можам тоа да го коригирам и какви типови на вежби треба да направам. А искрено сите со користењето на технологија, да не зборам, ако сме пред екрани, сигурно сме барем 1-2 сата малку подзгрбавени. Така да, ова помага како навремено да го превенираме тоа што може да се случи. Да се скривиме. И ова се феноменални научари, на кои што јас имав голема чест да работам како дел од продукт маркетинг тимот, каде што со помош на VR или виртуелна реалност, со детекторите позади овие научари се детектира врз база на гримаси и сензори точно во какво расположение се наоѓате, што ви се случува и што може да направите за да се го подобрите. За жал, во времето на пандемија, еден од основачите изгуби сестра, бидејќи имаше повисок степен на депресија. И ме радува што одредени луѓе, иако конкретно тој основач беше еден од најдобрите пластични хирурзи, успеа како од пластична хирургија да искористи вештачка интелигенција и да креира научари кои што имаат со цел да помогнат и да спречат и други луѓе кои што се наоѓаат во некој подлабок предизвик и проблем, да го спречат и превенираат ова. За жал, многу луѓе не се ни свесни дека се во некој степен на депресија и тоа е искрено заплашувачки од насока дека сега среќа што има нели повеќе кампањи во однос на насока на раст на менталното здравје, на зголемување на свесноста за менталното здравје. Меѓутоа во време на пандемија имаше многу случаи кај што луѓето нели изолирани, дополнително им се влоши ситуацијата и дојдоа до пострашни ситуации. Ова има за цел вас да ви детектира како се осеќате во тој момент, да ви направи соодветни музики, во исто време ако нешто се осеќате критично, точно да звони на некој најблизок од вас, да ви слушне или да ви се најде некој како пријател или во најмала рака како психолог. Така што ова е еден од начините што сметам дека е феноменален. Роботи. Во Кина има болница која што е целосно опремена со роботи и со помош на вештачка интелигенција во исто време 3000 луѓе може да се обслужат. Тоа е фасцинантно. И тоа не е од сега. Значи, тоа е уште од пред некоја година се случи и се уште функционира совршено. Јас кога го видов ова, почнав да истражувам дали навистина испаднало добро, дали имало грешки, напротив се покажало многу подобро, нема чекање, вие директно доаѓате во таа болница, завршувате работа, можете брзо добивате резултати, во исто време имате третмани од робот безпрекорно. И тоа постои веќе. И прашање на време е кога и тука ќе дојде и кога ќе замени голем број на доктори кои што можеби во моментот ние реално и ги немаме толку доволно. Ова е интересен пријател, каде што вие со ланчето, ако сте осамени или било што, не знам колку од вас родители, меѓутоа има тракер, кај што вас ви го прати расположението, пулсот и со вас ви помага во исто време да во било кое време разговарате. За жал навиките баш на овој продукт се дека луѓето едноставно не сакаат да разговараат, туку се научени повеќе да пишуваат. И овој пријател буквално ви пишува. Пример, вие си го стискате ланчето и си кажувате: "Еј, како ти се чини ова, дали е добар резултат, дали остави добро?" И ти враќа на тоа: "Да, супер беше." Во било која ситуација може да е тука за вас
и да ви помогне во било каква тешка ситуација, како психолог, како пријател и се останато. И ова веќе постои. Иначе ова толку е, иначе многу ефтино да се купи, што е фасцинантно дека вакви изуми веќе се многу достапни за секој што сака. Јас се надевам само дека нема да замени вистинско пријателство, затоа што тоа е стварно многу тешко. Меѓутоа, кон ова оди технологијата. Ова е робот од Софија, кој што, верувале или не, во арапските, во Емиратите, веќе има државјанство овој робот. И тука се поставува прашањето, што ќе се случи кога дојде роботот, ако има државјанството, значи ќе има и право на глас, така? Има доста предизвици, меѓутоа основата е дека овој робот безпрекорно функционира веќе неколку години, не е од сега ова. Значи ова дури има таков humanized лик да веќе можете комотно да си го класифицирате како сакате, да изгледа како ваша, не знам, ваш сопатник или се останато. Идеме на следно, значи во основата би сакала само да кажам дека не треба да не загрижуваат овие изуми. Напротив, треба само да ни кажат дека треба многу повеќе да сме во тек со технологијата, да почнеме да вклучуваме учење на роботика, уште од мали ноза, да не речам уште од нашите дечиња, да користат вештачка интелигенција, меѓутоа да почнат и да градат самите, меѓутоа да почнеме и да ги насочуваме во насока на тие продукти што ќе ги градат, да бидат кон подобрување на нашето општество и нашиот свет. Така, да детектираат какви предизвици имаме и како може да се помогне тие да ги снема. Големите промени не почнуваат со многу пари. Напротив, дури јас сметам дека кога имаме помалку елементи, креативноста се зголемува многу повеќе. Затоа, мој совет е дека треба само мали, храбри идеи и луѓе што веруваат. Денеска имаме студентка на 19 години успеа со помош на стапче за слепи, со AI, со вештачка интелигенција, да успее да детектира простор, со помош на Ray-Ban и Meta на очарите, во било кој момент да чита, ако има проблем со видео, да го исчита менито, без да има потреба да праша некој друг или некој друг да е во близина, и да се снајде и да функционира во простори како што се Њу Јорк, кој што знаеме дека се доста зафатени со многу голем број на луѓе. Така што да не ја потценуваме моќта на вештачката интелигенција, особено за оние луѓе на кои што им е најпотребна помош и во моментите кога што имаат потреба некој да им помогне. Асистентите, асистентите се феноменални во насока на тоа дека и нас ни го олеснуваат нашето време, значи комотно може да го истренираме нашиот асистент да враќа како ние што враќаме, со тон и глас како што ние користиме, и еден ден дури да ме замени мене тука на сцена, каде што со видео или холограм може комотно истото да ви го испрезентира. Да заклучиме. Ајде да искористиме вештачката интелигенција како моќна алатка да го подобриме нашето општество. И емпатијата и разбирањето да ги претвориме во многу поглавен фокус и секојдневие, со цел да овозможиме да си ги олесниме останатите работи, меѓутоа да го зголемиме овој дел со емпатија и разбирање, бидејќи тоа е единственото нешто што нас ќе направи различни од вештачката интелигенција, поточно технологијата. За крај, јас имам еден предизвик кон вас. Ако не имате доволно време да креирате нешто поврзано со технологија, во најмала рака доволно е само да почнете да правите нешто добро кон останатите. Градете релации со луѓето на време, бидејќи тоа е единственото нешто што ќе направи промена, не само кај вас во вашиот живот, туку и за другите. И она што ми е и темата, дека од мали промени, кои што почнуваат со нас, продолжуваат истите кон многу поголеми промени, а со тоа и промена кон нашето општество и нашиот живот во целина. Толку од мене, се надам дека ова предавање ќе ви биде инспиративно и дека барем еден гест денеска сите од вас ќе направите во насока да направите нешто добро. Само така може да продолжиме натака и да функционираме со технологијата, а ве охрабрувам и понатаму да истражувате технологијата во насока на тоа да ви направи нешто подобро за вас, да си го олесните животот и времето што сакате да го поминете креативно. Ако сте уметник и сакате да цртате, да имате повеќе време за цртање. Ако сте со семејство, да имате повеќе време да поминете со најблиските. Да градите мемории со помош на вештачката интелигенција. Така што се надевам дека ќе ви остане во меморија и ќе искористите технологијата во таа насока, како може подобро да ви се најде. Благодарам.